Да, како што реков и пред малку, се враќаме повторно назад во студиото, а овој пат ме дружи колегата Дејан Андоновиќ. Здраво, Дејан, добар ден. Вака, денес исто така секако нови информации од регионот и од светот, но еве ние ќе започнеме во однос на Г20, односно пополека почнуваат средбите на Г20, ќе се сретнат Путин и Трамп. Ке се сретнат и Путин и Трамп, ке се сретнат првин, да кажеме, у старт. Тоа е самит на лидерите на економски најразвиените држави во светот. Самитот на Г20 се одржува во Јапонија. Јапонија не е случајно избрана, ако се земе во предвид дека освен тоа што Јапонија е една од 20 најразвиени држави во светот, Јапонија е можеби и држава која полека, како голем американски сојузник, Соединетите американски држави полека ја вадат од нафталинот со кој се соочи оваа држава во Втората светска војна, кога беше на поразената страна, па изминативе години, децении би рекол, беше под, ќе кажам повторно, под мраз. Условно речено не ја развиваше армијата, не ја развиваше економијата толку многу. Сега Соединетите американски држави под водство на Доналд Трамп се обидуваат Јапонија да ја вратат некако меѓу светските суперсили, да биде пред се контратежа и пандан на Кина. Сега ова беше како мало интро у целата приказна, но факт е дека Г20 се одржува, почнува со одржување во Јапонија. Таму ќе се сретнат лидерите на најразвиените држави. Самиот Доналд Трамп најави дека ќе се сретне со Путин, со Владимир Путин, ќе се сретне и со кинескиот претседател Си Џинпинг, средби кои ќе бидат билатерални и кои ќе бидат на највисоко ниво, ако се земе во предвид како изгледа политичката карта на светот во моментов. Значи, трите суперсили кои се итекако конфронтирани и економски, а би рекол можеби малку и воено, низ целиот свет, а пред се поради нивните геостратешки интереси. Доналд Трамп пред самото доаѓање во Јапонија, освен тоа што најави дека ќе се сретне со Путин и со Си Џинпинг, најави на некој начин, по мене изненадувачка изјава, во која откри дека Соединетите американски држави, од кога е тој на функцијата претседател, се соочуваат со еден европски заговор, алудирајќи на тоа дека царините и условите со кои се соочуваат Соединетите американски држави од европските држави се поголеми од што оние од Кина, и велејќи дека постои една личност, една жена, буквално така рече, која се вика Маргарете Вестагер, еврокомесар за конкуренција, која не ги сака Соединетите американски држави, нешто лично би рекол, изрази и рече дека таа толку ги мрази Соединетите американски држави да е подготвена да ги подигне и царините, и таксите, и сето тоа кон Соединетите американски држави, се со цел да нема добра соработа, што малку изненади оваа изјава. Тој дури рече и дека има полоши услови со европјаните, се зборува за Европската унија, се разбира, не за европските држави, него Европската унија, дека има полоши односи со Европската унија одошто со Кина. Кина, така да. Но оваа тема имаме и прилог по продолжение да го погледнеме, потоа продолжуваме со анализата. Американскиот претседател Доналд Трамп остоја критикуваше Европа пред самитот на Г20 во Јапонија, нагласувајќи дека е полоша од Кина. Европските нации се поставени да ги користат САД, имаат полоши трговски бариери од Кина, изјави Трамп, а пренесе Политико. Се очекува средбата на Трамп и претседателот на Кина Си Џинпинг да биде главниот настан на самитот на Г20. Да, еве како што можевме да погледнеме, слушнеме од прилогот, Трамп освен што најави дека ќе се сретне со Путин, ќе се сретне и со Си Џинпинг. Па ќе се сретна со Си Џинпинг. Морам да кажам во старт дека оваа изјава на Трамп е пренесена од Политико, значи не можеме сега, ние мораме да се оградиме како новинари, но факт е дека оваа вест беше денеска прва на светските тикери, па оттаму и некако имав должност да ја се обидам да ја изанализирам, бидејќи изминатиот период Трамп ја имаше таа да некој начин чудна енергија кон Европската унија и НАТО, односно кон некои земји членки, или поточно имаше индивидуален пристап и индивидуална критика кон одредени европски политичари. Во прилогот не слушнавме, но тој рече и дека актуелниот, се уште актуелниот претседател на Европската комисија Жан-Клод Јункер е голем човек и голем бизнесмен и дека многу го почитува и дека се надева дека неговиот наследник ќе биде исто така
толку голем и толку разбран, за разлика од особата која, односно персоната која ја спомна пред малку. Но факт е дека покрај тоа што има најави да се сретнат Путин и Трамп во Јапонија на самитот Г20, кои се само најави, но се уште не се официјално потврдени, потврдена е средбата на Трамп со Си Џинпинг. Таа доаѓа во време на огромна трговска војна помеѓу Кина која што продолжува, така? Да, помеѓу Кина и САД, која оди до таму да има забрана од производство на мобилни телефони до повлекување нели од на Соединетите Американски држави од нуклеарниот договор за краток и среден дострел. Сето тоа причина на потезите на Трамп е Кина и незината политика, тие се отидени до таму да се нараб на некој начин да покрај трговска, да дојде до дипломатска, па и не Боже, некаква друга војна. Г20 ќе бидат искористени за тоа и веројатно и Трамп и Си Џинпинг ќе мораат да ги надминат огромниот број на несогласувања. Првин геостратешки и второ оние трговски, зашто Соединетите Американски држави ја обвинуваат Кина, а тоа е непочитување на правото на индивидуална собственост или да го упростам уште подобро, Huawei компанијата беше жртва на таа политика, бидејќи Соединетите Американски држави ја обвинија Кина дека краде интелектуална собственост од Apple, од американската компанија Apple, и го вградува во Huawei, а Huawei подоцна за многу поевтини средства го продава својот производ. Исто така кинеската компанија Huawei беше обвината дека базните станици, телекомуникацијската опрема која продава во Соединетите Американски држави ја искористува за шпионирање во полза на кинеската држава. Имаме прилог на таа тема. Да го погледнаме во продолжение. Вработени во кинеската телекомуникацијска компанија Huawei соработувале во најмалку 10 проекти со кинеските вооружени сили во Вработени во Huawei биле во тимови со членови на различни структури на кинеската армија на проекти од вештачката интелигенција до радиокомуникации. Портпаролот на Huawei, Глен Шлос, изјави дека компанијата не соработува, ниту пак е партнер на институции што соработуваат со кинеската армија. Шлос истакна дека Huawei развива и произведува само комуникацијски производи што ги исполнуваат светските цивилни стандарди. Да, еве го погледнавме и овој прилог каде што всушност според некои американски медиуми пренесуваат дека вработените во Huawei со години соработувале со армијата на Кина, а друго во однос на оваа тема? Па, овака, прилогот само покажува, или веројатно сознанијата кои ги имала Белата куќа и Соединетите Американски држави изминатиот период, предизвикала на некој начин да Белата куќа и дојде до таа одлука. Ке потсетам, Huawei е една од најголемите кинески компании која држеше добар дел од телекомуникацијскиот систем во светот и во Соединетите Американски држави. Ке потсетам дека како резултат на правата на интелектуална собственост и обвинувањата дека телекомуникацијската опрема на Huawei се користи во полза на шпионирање на Соединетите Американски држави од страна на Кина, дојде до онаа забрана на Белата куќа Google и останатите софтверски, хардверски американски компании да ја прекинат соработката, нели одеше до таму Huawei во иднина телефоните да немаат ниту Android систем, да мора да развиваат друг оперативен систем, Google прекина соработка. Веројатно сите тие одлуки се базира врз овој прилог кој излегува дури денеска и ја не се чудам лично дека можеби кинеската разузнавачка служба веројатно била инсталирана таму, што даде и овој самиот прилог. Но факт е дека овие двајца председатели сега тоа ќе мора да го надминат, пред се поради фактот дека во оваа трговска војна губат и Соединетите Американски држави, губи и Кина. Но овие две суперсили ќе мора да разговараат и околу Иран, околу глобалните проблеми и пред се околу Северна Кореја. Ќе потсетам, Северна Кореја и Соединетите Американски држави не успеа да се договорат околу нуклеарното разоружување, па сега веројатно Кина ќе биде посредникот како да се одоброволи севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун сепак да го потпише тој договор за целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Така, ние ќе видиме како ќе се одвиваат работите понатаму во однос на трговската војна. А сега да се вратиме малку на наш терен, односно во соседна Албанија. Таму знаеме дека веќе извесен период има
протести, може да се каже дека ете седни од најголемите политички протести во Албанија во изминатите 10 години. Опозицијата и понатаму на својот став дека нема да дозволи локалните избори да се одржат. Што е ново денес? Па она што останува као дилема е дали на 30 јуни ќе има локални избори или не. Власта предводена од актуелната влада, предводена од премиерот Еди Рама, тврди дека на 30 јуни ќе има редовни локални избори каде што треба да се избираат новите локални власти во Албанија. Од друга страна, опозицијата предводена од Луизин Баша, Демократската партија на Луизин Баша, но со поддршка и на актуелниот претседател Илир Мета, не ги признаваат тие избори. Она што е последно како информација дека Илир Мета, претседателот на Албанија, најави дека новите локални избори треба да се одржат на 13 октомври. Причина за ова беше да се намалат тензиите, бидејќи во моментов има страшно големи тензии во Албанија, па локалните избори може да направат дополнителна експлозија. Се одеше дотаму дека Мета, доколку власта сепак биде настојчива и на 30 јуни ги одржи изборите, подготвена да ја извади и армијата на улиците како би ја попречила власта. Едно чудно, би рекол, чудно однесување председател на релација председател премиер на една држава, ако се земе во предвид дека власта е настојчива да ги одржи изборите, опозицијата не сака да има избори, сака да ги пролонгира, а председателот застанува на страната на опозицијата. Така, Дејан, јас ти благодарам секако и за денешното гостување. Благодариме на тебе. Во продолжение, почитувани гледачи, односно време ние тука да се одјавиме. Сепак ви останете со програмата на 1TV. Во продолжение следуваат најдобрите и најинтересните моменти од последната досега гала вечер на музичкото талент шоу од Звезда број 1. Довидување.